го честитам празникот на сите православни верници. Ова е пред се еден голем ден, значаен ден за нас и најпрво да му благодарам на Господ Исус Христос што пред се сме здрави и живи и што еве и ова година масовно вака во голема толпа и гужва се собравме за да го прославиме овој значаен голем ден, овој светол ден, овој празничен ден за сите нас православни христијани, овој ден на нашето духовно раѓање. Ние сите сме навикнати да го славиме денот на нашето телесно раѓање, но нели е потребно, нели е подобро да го славиме денот на нашето духовно раѓање, затоа што од деца на гревот станавме деца Божии. И навистина, денеска наша Света Православна црква го слави светото богојавление и крштение на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Бог Словот, односно Господ Исус Христос, откако се облече во стариот Адам и го исполни целиот закон, тој отиде при Јована, претеча на реката Јордан за да се крсти и со неговото крштение се освети целата човекова природа, се потопи цијот човечки грев. Сите води се осветија и сите оние лоши демони што беа во водите се уништија и исто Господ Исус Христос се крсти и за да го обнови стариот грешен човек и на сите нас православните христијани ни го покаже правиот вистинскиот пат на светото крштение. Зошто? Затоа што без свето крштение нема спасение. Што значи тоа? Тоа значи дека ако не сме крстени, не ни се отворени вратите во Царство Небесно или во вечното Царство. И не случајно во Евангелието нашиот Спасител Господ Исус Христос ни кажува и вели, ако не се родите со вода и дух, не можете да влезете во Царство Небесно. Исто така, Господ Исус Христос се крштева и за да ни ја објави Божествената Света Тројца. И навистина, при крштевањето на нашиот Спасител Господ Исус Христос се појавува Света Тројца така што Бог Отецот говори од небото, ово е мојот возлюбен син кој е по мојата волја. Бог Синот или Господ Исус Христос се крштева во реката Јордан од Јована, зашто посведочува Бог Отецот, а Бог Светиот Дух во вид на гулаб слегнува врз оној што се крштава, односно слегнува врз оној кој што се крштева за да се покаже дека тој е навистина вистинскиот Спасител и избавител на човечкиот род. И не случајно светите отци, пред се светиот Григорije Палама ни кажува дека ако триедниот Бог, односно Света Тројца, се јавила и учествувала при создавањето на светот, исто така триедниот Бог, односно Божествената Света Тројца, се јавува и при пресоздавањето на човекот, односно при крштението. И затоа сакам да кажам дека овој е многу значаен и голем ден за нас, затоа што токму на овој ден на крштението Господово ние имаме поклонување на Света Божествената Света Тројца. Ако пред неколку дена, пред 12 дена го славивме големиот Господов празник Божич или Рождество Христово, каде што видовме дека на Богонаденецот му се поклони прво неговата мајка, потоа се поклонија пастирите и мудреците, ние овдека на овој голем ден гледаме како имаме поклонување на Божествената Света Тројца. И не случајно Светата Православна црква овој ден го назначува на повисоко ниво како позначаен од самото Рождество Христово. Зошто? Затоа што со самото крштение и после крштението на нашиот Спасител Господ Исус Христос започнува спасението на човечкиот род, спасоносното дело на секој човечки род, односно на оној кој што сака да го прими крштението по природот на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Ја користам ова прилика да му честитам на сите оние што си го слават и чествуваат овој празник, да се заблагодарам на градоначалникот, на луѓето од општината, советници, пратеници, на сите кои што се овдека заедно со нас за да го прославиме овој голем ден и празник и да им го честитам имен денот, роден денот на сите оние кои што си чествуваат и слават денеска. Ја користам ова прилика и на вас медиумите да ви се заблагодарам затоа што многу пати сум кажал и сега ќе кажам дека не може ова да биде така добро офатено и реализирано не само за нас, туку и за оние кои што од оправдани причини сакаат, а не може да дојдат овдека на овој мост,
и сега барем малку да се доближат и да се во живо со нас. Нека е честит празникот, Бог се јави. Како се викаш? Јас сум Петро Филија, 32 години, од Кавадеци. Скокам 15 години по крстот. Го фанав исто 2014, па еве позас години пак го фаќам. Сакам да препорачам на сите граѓани, сите верници, пред се здравје, среќа и љубов, што повеќе верници да се спуштат по крстот со верба во Бога. Амин. Бог се јави. Да вистина се јави. Општина Кавадарци заедно со Православната македонска црква, Повардарска епархија, како и секоја година, така и оваа година за водоление, за водици, организира осветување на водите. Еве токму тука на реката Лунамара, повеќе од 10 години се фрла Светиот крст, каде што можем да се благодарам на овие млади момци и на Илија кој што беше најсреќен за да го фати овој крст и да има среќа здравје во цела година и понатаки. Нормално на сите православни верници сакам да го честитам Боговление, Христовото крштение, каде што е еден од најголемите православни празници, да не е беричет најсреќна годината, да сме сплотени како народ и да можеме заеднички да правиме подобри дела и за нашите најмили, а нормално и за нашата традиција и вера. Амин. Традицијата продолжува и молбоклиште, Баташа, Кавадарчани се овдека. Што ќе порачаме? Така, значи традицијата продолжува баш во населбото Моклиште, едно од најстарите населби во територијата на општина Кавадарци. И еве како што гледате со масовна посетеност, со голем број на верници кои што учествува во фаќање на Светиот крст, сакам да му честитам на најуспешниот оној кој што го фати крстот и да има здравје пред се за него, за негото семејство и на сите христијани воопшто во Република Македонија, во општина Кавадарци, еве во Ваташа, така да оваа традиција продолжи и што помасовно ја наследуваат и младите, затоа што е еден од најголемите празници, а и на самиот почеток на годината на Христовото крштевање, војници, мислам дека да ни оде годината беричетно, со лесно, со здравје и успешно. Председателе? Така. На сите православни верници, на сите жители на територијата на општина Кавадарци, од името на Советот на општина Кавадарци, сакам да им го честитам овој голем христијански празник, Богојавление, Бог се јави, да сме живи и здрави, беричетни, со добра мисла и добра верба, нека не честити вековит овој ден. За Бог се јави за многу години. Добар ден. Ваше Добар име? ден, Камчев Трајче, Години? од Кавадарци, 40 години. Прв пат? Да, прв пат да му го направиме атарот на синот. Што ќе посакате на останатите? Здравје, среќа и се најубаво во живот. Само здравје, другото се ќе се дојде наред. Оче Бог се јави. Навистина се јави. Нека е за здравје и спасение на сите жители на општина Росоман. Богојавление. Во времето кога Христос навршил 30 години и излегол да се крсти од Јована во реката Јордан, не дека имал потреба како сите луѓе со својата гревовност тоа да го направи, меѓутоа од снисходливост, со добра волја за спасение на луѓето пристапува кон реката Јордан и при Свети Јован бива и крстен. Свети Јован најнапред го одбива, враќајќи јас треба од тебе да бидам крстен. Меѓутоа Христос му рекол нека остави тоа да се исполни секоја правда. Тогаш Христос ја наведнал главата и бил крстен од раката на Свети Јован крстел во реката Јордан. А во истото тоа време се јавила Света Тројца, затоа се нарекува и празник и Богојавление. Отецот проговорил од небесата велејќи ова е мојот возлюбен син, а Духот Свети пак слегнал над Христос во вид на гулаб, а Христос е самото второ лице од Света Тројца. Овој празник истовремено се нарекува и просвештение. Така да Господ Бог нека ни ги просвети нашите умови, нашите срца и нека ни дава најнапред добро здравје и спасение сега секогаш и во сите дни од нашиот живот. Амин. Бог се јави. Градоначалниче, Бог се јави.
Бог се јави, навистина се јави, Мики, за многу години нека ни е празникот. Сакам на сите граѓани да им го честитам, да им посакам многу здравје, среќа, успех. На среќниот фајчеш на крстот исто така многу здравје, среќа на неговото семејство и на сите жители. Нека овој еден од најголемите христијански празници не потсети на вистинските вредности, да шириме добрина, љубов, позитивна енергија, да станеме подобри луѓе и за многу години уште еднаш празник. Морам да забележам, голем број на млади скокнаа по крстот, меѓутоа старата гарда денеска имаше многу повеќе среќа. Па навистина убаво е да се види тоа и уште еднаш нека се живи и здрави сите, нека му е среќа на сите. Реков јас, голем број на млади скокнаа денеска, меѓутоа старата гарда денеска имаше многу среќа. Бог се јави. Бог се јави, навистина се јави. Твоето име и презиме? Блажи Инаков. Блажи Инаков? Да, со цело Паникура. Јас имам 36 години. Веќе долго време се фрлам, направив мала пауза поради корона едно друго, сега пак се вратив со младата екипа, ме скорна од синочо од Седенка. Има така исто од старата гарда исто со нас, што веќе подолги години се фрламе. За крстот тие оваа година ме посака мене Господ, јас да го фанам крст. Што очекуваш ете за оваа година, за 2024? За оваа година очекувам да се сите среќни, исто така кој не е женен со жене. Друго, се што дава Господ, се најдобро. И за тебе и за екипата. Исто и за екипата, да. Без неа не се постига ништо без екипата. Кумовите на годинашно издание на Водице 2024 во Росман, името и презимето? Митко Арсов. Вие бевте кумови годинава, кумови, така? да, со другарите. Имате и поклон специјално за крстопаќичот. Да, имаме поклон купено, да е жив и здрав, нека му е со среќа. Скуваме на сите здравје, среќа. Ај се дава да ни Господ. обясниш што значи ова за кумовите, овој чин, самиот настан, што за вас тоа значи? Па убав гест е, убав чин. За Тоа ваков празник. Што ти од онаа помладата генерација, кој што можам да забележам. Да, млади сме, сите кумовите. И Се надевам, до година, пат ќе го преземе кумството некој млад исто. дали ова значи продолжување Да, на да. вековите традиција, Да, која да, што треба секој да се наредите. негува, поготово од нас младите. Да, секоја година. И наредните години се надевам дека ќе се појавуваме пак за кумство.